Добар ден, почитувани гледачи. Се надам дека сте добри, дека сте подготвени за доза култура и во ова издание на неделниот микс. А составен дел од културата и спортот секако. Па така во продолжение ќе имам можност да разговарам со Ивица Јаковлевски. Тој е индивидуален тренер за развој, кој што има своја развојна програма на кошаркарки и кошаркари од сите возрасти. За каков индивидуален пристап и какви се неговите тренинзи, веќе имаме зборувано, секако ќе позборуваме во продолжение, но поводот за гостувањето на Јаковлевски е 10 годишниот јубилеј токму на неговата школа за развој, како што спомнавме, развојна програма за кошаркари и кошаркарки. Па Ивица, добре ни дојде. Добро ве најдов, Марија. Благодарам на поканата и се надам дека ќе си имаме убав разговор како и минатиот пат и ќе образложиме се што треба да кажеме и да презентираме овде денеска кај тебе за развојната програма и за 10 годишниот јубилеј кој пред 15 дена го прославивме во еден од нашите прекрасни хотели. Честитки. Навистина голем успех е 10 години да се опстои и со целиот оној труд кој што го вложуваш и нели на дело се гледа целата сработена твоја дејност, многу кошаркари, кошаркарки кои што успеале во нивните кариери, благодарение секако и на твојот тренинг со нив. Ќе кажеме сега во продолжение нели поголеми детали, но еве за почеток би сакала Ивица да те прашам колку си задоволен од самата прослава, од сето она како помина пред некој ден како што спомна и ти. Да, убаво кажа дека 10 години е голем период да се опстои во Македонија, сепак мора да кажам дека флексибилноста овде и нашиот менталитет не се многу на високо ниво за промени, меѓутоа со тек на време луѓето разбра, играчите разбра дека ова е единствениот начин како би можеле да прогресираат во нивниот во спортот, во кошарката и во нивниот развој и да бидат многу поефективни од досегашниот нивен да речам квалитет на играње и да бидат многу поефективни во нивното делување во кошарката. Така да сметам дека ова е еден правилен пристап кој што се имплементира и применува секаде во светот, сега почесто и во Европа и на Балканот. Меѓутоа нема многу skill development баскетбол тренери, овде попознато како индивидуален тренер. Јас ќе кажам дека е development тренер и development баскетбол програм. Бидејќи ова е развојна програма за кошаркари и кошаркарки од сите аспекти, тука можам да кажам дека е техничкиот аспект многу битен, психофизичкиот аспект, менталната стабилност, емоционалната интелигенција, како и градење на самодовербата кај секој играч. Буквално еден иновативен метод, како што спомна нешто што досега немало, метод на буквално во македонската кошарка. Да, иновативен метод, како што кажав, од сите аспекти, многу е креативен затоа што со сите вежби, да речеме, кога ќе дадеме ние комбо дрил се викаат или counter moves или така натаму, стручно се изразувам сега, ги развиваат когнитивните својства, затоа што не е само праволиниски, него имаш промена на правец, промена на ритм, промена на брзина и се она што е многу важно за да се освои простор и да се создаде некаква предност во играта 1 на 1 или 2 на 2 или 5 на 5, како и да е. Значи, тоа се многу креативни вежби, каде што можам да кажам дека им помага и многу на играчите кои се основно и средно училиште во учењето, затоа што пред секоја вежба мора да ја размисли добро вежбата, па потоа да ја проба полека, па потоа да ја имплементира брзо и ефективно, нели со репетативниот тренинг, со повторувањата, да му влезе во автоматизам и да може да ја доведе до совршенство. Меѓутоа, да, како што каже, многу иновативен затоа што имаме различни конуси, различни мали топчиња медицинки, имаме реквизити за странично исфрлање, за флоутери, за тоа се вика side hand finishing и така натаму, да не се изразувам многу стручно за да ме разбера пошироката јавност. Зашто зборувам? Значи многу ефективни и вежби и начини на изведување на кошаркарските елементи. И сега кога ќе се навратиш на сите овие 10 години, разни предизвици, разни успеси од почетоците до сега, колку лично ти се промени, но исто така и колку гледаш на еден позитивен развој и раст на самата кошарка кај нас благодарение на овој твој индивидуален пристап како тренер.
со нашите кошаркари? Колку си задоволен од целиот процес овие 10 години? Знаеш како, на почеток кога стартуваш со се ова, првично е луѓето го гледаат нели како да речам позитивно, меѓутоа уделот на развојот на тој кошаркарски тренинг гледаат и со доза на скептицизам, дали ќе успее, како ќе успее, бидејќи нели тоа е сепак да речам амерички начин на работа, усогласено со европските правила и нели оние регулативи или како се игра кошарка, правила во игра и така натаму. И ќе кажам дека имаше доста препреки, имаше доста сомнежи во сето тоа што го работам, меѓутоа јас имам една цврста мисла и тоа го кажувам секогаш и на секого дека и кога трчаш брзо тоа е супер, кога идеш поспоро продолжи да се движиш, ако почнеш да паѓаш, не застанувај и да лазиш и да се движиш, меѓутоа битно е и да идеш полека, битно е да се движиш напред. Ќе имаш дистракции од страна, ќе имаш позитивни коментари, ќе имаш негативни коментари и со тек на време, кога луѓето ќе пробуваат да те ископираат или ќе те хейтаат, и кога не можат да направат од тоа ниту да се дископираат, ниту да те хейтаат затоа што не им реагираш на коментари и така натаму, ќе гледат да се приклучат во сето ова. Значи почетокот беше тежок, со нерамнени, со трнлив пат, со макотрпна работа, меѓутоа после тоа ти се гради самодовербата на едно многу повисоко ниво и луѓето се приклучуваат на се тоа што го работиш и сакаат да бидат дел од твојот систем и твојот програм затоа што гледаат дека е ефективен и гледаат дека имаат многу полза од сето тоа, бидејќи знаеш како јас не само што работам со нив на кошаркарските и техничките елементи, работам со нив на градење на самодовербата. Значи многу е битна самодовербата. Што е многу важно, да. Апсолутно е многу важно. Без разлика каде и да идете, што и да правите, самодовербата мора да ви биде, да речем, на прво на најбитна од се, затоа што со самодоверба можеш да бидеш и да освоиш било која тема, можеш да освоиш било кој проект сакаш да го направиш, ти ќе имаш самодоверба и знаеш дека си сигурен во себе. Меѓутоа, апсолутно треба да имаш и ментален тренинг, треба да имаш и тренажен процес на сам на себе. Јас морам да кажам дека после тренинзите мои кои останував од 9-10 навечер, значи со играчите, јас останував дополнително до 12:30 до 1 пополнок во сала за да ги вежбам вежбите, за да ги имплементирам, за да можам сега ефективно и без грешка да ги објаснам и да им методолошки да им ги пренесам на играчите за да можат полесно да ги сватат, бидејќи знаеш како не секој тренер објаснува, камерата е таму ставена, сега он ќе направи некоја вежба. Значи не секој тренер застанува позади секоја вежба и позади секој елемент што го работи. Јас застанувам, велам да, јас сум тој и тој, таа вежба е така и мора да биде телото, локомоторниот систем во таа позиција, позиционата поставеност мора да биде ваква или таква и јас стојам позади секој движење, позади секој елемент за да нели тоа ете им ја создава нив самодовербата исто така и мене и ќе кажам дека она што го спомна ти дека после овие 10 години промената е многу на позитивен план затоа што доаѓа респект од целиот свет, од цела Европа. Јас идам и на страна како што може да се види и по моите... Да, имавме изборувано Грција, да. Па и Северна Европа. Секаде идам, секаде, да. Секаде идам каде што ќе ме викнат и каде што има нели барање од тренерите, затоа што како што кажав, има екипни тренери, има skill development баскетбол тренери каде што да речеме е многу специфично денеска да се работи тоа, затоа што бара многу енергија, многу посветеност, многу напор и мора да бидете во секој момент спремен, затоа што Ивица спомна самодовербата. Да. Не секогаш имаме самодоверба, посебно кога станува збор за некои нови вештини, некаде каде што не сме доволно да кажам подготвени или не знаеме во некои нови поглавја, нови теми кои што се нови за нас. Така претпоставувам и за спортистите кога нели постојано се надградуваат. Па кажи ни како ете во тие моменти кога нели паѓаме, кога имаме несигурност во себе, да едноставно продолжиме напред. Спомна ти, да, движете се, меѓутоа, да. Ете, лично ти во некои тешки ситуации кога не си имал толку самодоверба, напротив, си имал несигурност, како си се издигнал и си продолжил напред? Да, тоа е многу интересно прашање и фала ти многу што ми го поставуваш, затоа што јас на оваа тема многу размислувам и многу пратам и читам спортска психологија и мотивациони говорници.
И тоа е еден многу битен сегмент во оваа работа. Мислам дека и во луѓето кои сакаат да прогресираат и да идат напред, мора да обрнат внимание на тоа. Знаеш како, јас можам да те пофалам, ти можеш да ме пофалиш, така може и да си кажеме негативен коментар, меѓутоа јас да речеме почитувам конструктивна негативна критика, за да можеш ти да се подобриш. Мораш да бидеш самокритичен и мораш да се гледаш себе си дали е тоа добро или не е добро. Кога си самокритичен, ти не си маргинализиран, ти ќе напредуваш. Имало тешки моменти, ми било тешко, меѓутоа велам вака, голем процент од коментарите се позитивни, им благодарам, ми значат, тие што се негативни, ќе ги претворам во позитивна енергија. Значи, јас верувам во себе, најбитната е вербата во себе. Кога веруваш во себе, веруваш во Бога и со Господ напред, што велам јас, нема кој да те застане. Затоа што тој кога коментира, има време да коментира негативно, затоа што тој потрошил време на тебе. Значи ти нешто значиш, ти нешто си направил, си оставил трак, си оставил белег. Да. Мора да се посветиш на себе и мора да си кажеш дека јас сум тој најдобриот и да не сум. Мора да си кажеш дека си најдобриот. Ќе се стремам и ќе се трудам да бидам најдобриот од сите. Јас велам на момците, момци, во Америка има подобри тренери. Не велам дека не, има стварно добри. Меѓутоа јас верувам дека сум најдобар. Мора да верувате и да има подобри од вас. Мора да верувате дека сте најдобри. Да. Иако да не сте, мора да работите на сет она што го сакате. Јас ова го сакам. Јас бев преклани со NBA Development Skills баскетбол тренери, што некој не може да замисли да биде до нив. Тоа е Џони Стефон и Брајан Мекон. Џони Стефон беше 6 години тренер на Далас Маверикс, ги тренира Кевин Дурант, Стеф Кари, Ентони Дејвис. Тоа се Dream Team. Тоа е врвот на светот во кошарката, ме разбирате? Така да, мислам дека таа верба во себе ќе те однесе многу понапред. И кога ќе видите дека кога тие дистракции од страна нема да се фокусирате на нив, него само ќе идете напред. Знаеш како се идеш по една улица и трчаш право. Ти ако треба да вртиш од околу, се намалува брзината. А вака и јачината. Кога идеш право, си брз, ефективен и експлозивен. И само напред гледајте момци, девојки и сите млади, сакам да ги охрабрам. Јас си ставам мотивациони видеа на Инстаграм и на Фејсбук, така да сакам да ги охрабрам сите да веруваат во себе. Секогаш ќе имате и позитивни и негативни коментари. Меѓутоа, подобро и малце да го спорите темпото, меѓутоа да не застанете, но да продолжите да го работите она што е вистински и правилно за вас, она што го сакате. Апсолутно се согласувам со тебе, во право си. И сега во однос на искуството со исто така врвни NBA тренери и можноста да бидеш со нив, како беше и нивниот пристап, но и како ти го доживеа фактот дека имаш можност со толку исто познати луѓе да бидеш присутен со нив. Да, јас бев почестен што бев повикан, Марија, прво да тренирам со нив и да им асистирам. Бевме на Крит заедно, тоа се едни многу фини луѓе, многу скромни, иако се толку, да речам, големи во нивната работа и ценети од целиот свет. И ми беше задоволство пред се, сакав да научам нешто ново, меѓутоа исто така многу ми беше мило што они го пофалија мојот начин на работа. Ние дури игравме 1-1 и за да видат момците. А тоа многу значи, нели? Па како не, еден како потик. Не. Да, NBA тренер да ти каже ти си врв, не си од Македонија, ме вика, пошто они не знаат, нормално од Америка, значи не знаат Македонија каде и така натаму. И но е тоа толку мала земја, од мала земја да бидеш спремен на исто ниво, на високо ниво, дури нели они беа главни таму на кампот, ја им асистирав, дури моменти имаше многу ситуации каде што преземи го ти тој дел ивица, покажи го затоа што ја видела спремноста дека е на многу високо ниво и дека нема никаков проблем нели да ги објаснувам јас вежбите, да ги демонстрирам и така натаму. Така што тоа се ми дава потик и уште поголема желба за докажување. Јас баш пред некое време објавив видео на Инстаграм каде што кажав ова е само warm-up и загревање на Јаковлевски баскетбол тренинг, така да имаме многу нови проекти. Сега здраве Боже идеме за Грција, не викна исто на еден камп, а ја ќе видам таму исто ќе демонстрирам вежби, мојата програма. И после идеме за Бугарија и го чекаме еден, ајде ќе го најавам, оне Ганом Бейкер, па врвот на светот во NBA Skill Development баскетбол тренингот, он работи со Леброн Джеймс, со
со врвни кошаркари, така да се надевам дека ќе го направиме кампот и со него. Одлично, браво. Да се вратиме на прославата, еве ги гледаме инсертите и вреди навистина да се задржиме на самата прослава, бидејќи голема организација беше целиот тој настан. Да. И ете, можеш ли да ни спомнеш, например, за кошарки кои изминативе 10 години ги имаш тренирано, дали тие беа на настанот, какви беа нивните впечатоци, твоите? Да. Генерално беа сите што живеат во Македонија, тие што не се од Македонија дадоа изјави за мене, тоа се мои соработници, тренери од Канада, од Грција, од Бугарија, од Србија и така натаму. Еве како што може да видите, гостите се овде, така да имаше доста гости, имаше убав концепт, имаше на целиот настан. Играчите беа, ги викнав и на бина, нормално да кажат збор 2, многу им беше, големо беше задоволството. Ој, моето синче иначе тренира кошарка во еден. Срце. Да, 6 години и е доста добар, морам да кажам. Браво, па нормално гените. Да. Осе моите родители, мајка ми и татко ми и така да, у контекст на муабетот дека играчите беа презадоволни затоа што некој помислил на нив да ги испочитува, исто и родителите. Мене беше многу драго, јас им кажав, ви благодарам на сите гости, мои пријатели, роднини, другари и така натаму, меѓутоа сакав да го направам на едно вакво високо ниво, затоа што навистина заслужуваме сите ние тој настан да биде 10 годишен јубилеј, да биде ете во таков елитен хотел, да биде со такво снимано видео. Пративме порака дека со нашата верба во Бога, нашата верба во себе, во тоа што го работиме, може да направиме голем успех. Го направивме овој успех, имаше една интеракција многу интересна со родителите и сите ги сумира и ги кажува нивните впечатоци и бенефити од Јаковлевски баскетбол тренинг на нивните деца нормално, како влијае и така натаму, и едногласно сите беа дека се е тоа на едно високо ниво и техничката подготвеност и многу се подобри, меѓутоа им се гради самодовербата не само на тренингот и на надпреварите, туку меѓу друштво, меѓу начин на говорење, начин на изразување и така натаму, една посебна слика на играч со самодоверба кога ќе застане пред некој да се представи или така натаму, што мене многу ми значи затоа што искрено многу вложувам во самодоверба. И знаеш, и твојата енергија е таква, еве и ти додека зборуваш полн со ентузијазам, се гледа дека ја обожаваш работата која што ја работиш и тоа верувам дека и самите нели кошаркарки го гледаат и токму затоа и тие имаат успех по она што го работат, затоа што менторот, тренерот е нели најважен. Да. Тоа е дефинитивно. Да, ти си вака, ние како skill development баскетбол тренери се представуваме, освен со вежби се представуваме или како коучеви за самодоверба, коучеви за емоционална интелигенција, за како што ги викаат нели мотивациони говорници и така натаму. Значи нашата задача и работа е да ги поттикнеме играчите и оние што работат со нас да бидат многу подобри во тоа што го работат и да веруваат многу повеќе во тоа што го работат. Затоа што еден негативен коментар може да ти донесе негативни последици. Еден позитивен може да ти донесе позитивни последици, така да затоа јас им говорам на сите, немој да мислите ако добиете некој негативен коментар дека тоа треба да ве успори или така натаму. Баш тоа треба да ви биде потик. Кај мене е баш така. Негативен коментар тродупло ме мотивираат. Така да браво, така треба. Да. Така да јас во најавата пред настанов кажав секој хејт, притисок и репресија ја акумулирав и ја претворив во нова енергија. Таа енергија ми дава многу повеќе сила за да се докажеме низ целиот свет, не само на Балканот и во Европа. Да, Ивица, и гледаме дека се повеќе млади се почувствителни на негативни коментари, например на социјалните мрежи. Така што она што го велиш и ти дека е важно и кога си има негативен коментар да тоа воопшто не допира, тоа е всушност самодоверба, но и тоа постепено се гради. Така што ете сигурно на младите позитивно им се влијае со овој начин на тренинг. Да, како не, многу позитивно се влијае затоа што после тренинзите остануваме 15-20 минути или пред тренинзите, ние збориме за самодоверба и како они да се изградат како личности. Како они да тоа да го преточат во позитивна енергија
негативниот коментар да го игнорира. Значи, ако игнорираш, ти веќе не се фокусираш на тоа. Секој може да пише негативен коментар. Денеска е достапно се тоа на Инстаграм, на Фејсбук, на социјални медиуми, поготово на ТикТок. Ја буквално сум фрапиран што се случува таму на тие социјални медиуми, колку луѓето треба да имаат како да кажам, негативност во себе за да тоа го пренесеш. Што носиш во срцето, ако носиш љубов ќе дадеш. Ако носиш негативност ќе дадеш. Така да се тоа произлегува од твојата мисла, од твоето да кажам битие, од ти што си како карактер и што носиш во срцето. Ако сакаш да споделиш љубов или да создаваш, тогаш ќе направиш некоја да речам ќе создадеш кохерентен тим, ќе создадеш кохезија, ќе создадеш љубов, ќе споиш луѓе и така натаму ќе мотивираш луѓе. А ако сакаш да направиш негативно, тоа е, мислам, и негативни конекции или негативен став, тогаш секој може да го направи тоа. Така да сметам дека треба да имаме позитивна мисла и само со позитивна мисла можеме да успееме. И оно што е многу важно, Марија, според мене, се надам дека ти ќе се согласиш и гледачите, дека со кои луѓе си обкружен, така и делуваш. Ако обкружувањето ти е тебе со позитивна мисла, така и ќе напредуваш. Веруваме дека јас на почетокот нормално имав луѓе кои веруваат во мене и така натаму, меѓутоа имав и од, ете да кажам, можеби поскептични. Некоја околина каде што имаше доста несогласување, да кажам, во мојот став, ама јас велам, тоа е мој став, тоа е твој став, па сите со Господ напред, сите имаме, нели, патека на движење кој дали ќе успее и како ќе успее. Јас го мислам тоа, ти го мислиш тоа. Така да мислам дека само треба да веруваш во себе и да веруваш во тоа што го работиш. Така. Ивица, колку од нашите спортисти, ети кога станува збор кошарката, меѓутоа и другите спортови, веќе ја сваќаат важноста на ваквиот пристап во тренирањето. Еве после 10 години ти си присутен кај нас. Зборувам и за оние веќе што се со изградени кариери спортисти. Колку ја сваќаме постепено важноста за овој тип на тренинг? Можам да кажам дека повеќе странците се фокусираат на тоа, тие што играат тука од другите држави, сите ја сваќаат важноста, меѓутоа не сите сакаат да работат. Сега ќе бидам реален и искрен во тоа што го говорам, затоа што и секогаш така пристапувам, затоа и нашиот успех на ниво на репрезентација е тој кој е моментално, а тоа не е нешто завиден успех. Така да играчите кога ќе дојдат некој период 27, 8, 9 години, 30 и кога ќе влезат во првата лига, мислам дека и они мислат дека го достигнале врвот, некој нема амбиција, некој има амбиција, меѓутоа повеќе се во комфортна зона и сака да си бидат на едно ниво кое што ќе си играат тука 5-10 години, па и до 40 години, што сметам дека е погрешно кај нас, затоа што, да речеме, младите играчи не им се дозволува и не им се дава шанса доволна за да играат. Иначе е сватено и неопходен е ваков тренинг за секој играч. Значи, они разбираат дека мора да тренираат, меѓутоа некој сака, некој не сака. Генерално младите играчи сите сакаат. И една порака до сите, дека мора да се дава шанса на млади играчи. И сега, знаеш, велат, како ќе дадеме шанса, не е спремен. Точно не е спремен затоа што седи на клупа 40 минути и на самиот тренинг. Тој мора да работи со посебен тренер. Кога му ти обезбедиш посебен тренер, девелопен тренер, да го усогласи со твоите барања како главен тренер, од која страна да нападне, како да нападне, во тактиката, во ситуационите методи, тогаш ќе биде тој играч спремен и кога ќе го мотивираш, тогаш ќе може да игра и ќе даде се од себе. Во спротивно, ако цело време е притисокот на него дека е млад, дека не го бива, дека нема афинитети, дека нема способности, не може да успее. Да, не може со искуство веќе да е роден самиот играч, или мора да работи на себе за да достигне одредено ниво на подготвеност. Да, така да сметам дека треба да се даде шанса на многу млади играчи, треба посебен, знаеш, сегментирање на работите, мора да се има тренер за development тренер скил, мора да има екипен тренер, треба да има тренер за физичка подготовка, спортски психолог и кога се спојат тие сите како едно, како тим, тогаш може да има успех. Во спротивно, да не се лажеме, нема да има успех. Значи мора да се работи многу. Ивица, еве се нели на прагот сме на новата година. Кои се оние цели кои што ти си ги поставуваш за понатак?
NBA. NBA. Затоа што се може звучи на некој нереално, меѓутоа ете стигнавме до NBA тренери да работиме. Ќе кажам комуникација со евролигашки играчи, а имаме комуникација, ми е пријател Огнен Стојаковиќ, тренерот на Денвер Нагетс, кој му е личен тренер на Никола Јокич. Така да, иако доаѓаме од мала земја, се може да се направи ако имаш доволна верба во себе. Меѓутоа, она што е многу прифатено и многу барано е тој skill development basketball тренинг. На прво место е Америка, второ место е Европа, па после другите континенти, да речеме и кај нас и на Балканот. Правам една суштинска промена која мислам дека е секаде прифатена и каде што идам е дочекана со многу позитивни коментари. Ние сме позитивно изненадени кога бевме во Атина со играчи на Панатенаикос, со Олимпијакос. Верувај дека не пуштаа родителите да си одиме за да останеме и со помалата генерација да истренираме, затоа што видео е една друга димензија на кошаркарски тренинг, не само индивидуален тренинг, развоен тренинг од секој аспект, мотивационен тренинг од секој аспект. Значи ние со нив барабар трчаме, ги браниме во која позиција да застанат, кога имаат одбранбен играч, буквално се трошиш и целата енергија посветуваш на нив за да он напредне. Они го увидоа тоа и гледам дека се уште е барано, сега не бараат, идеме и на проба, 3 играчи носиме на проба во Грција и сметам дека тоа што со Господ напред ќе видиме, сметам дека ќе го оствариме. Јас преговарам со некои големи клубови, па сега да не кажуваме пред време, меѓутоа тоа е амбицијата да го покажеш тоа и да тренираш со врвни играчи во некој голем клуб. Навистина, ова што кажа дека целите никогаш не треба да ги ограничуваме. Значи, границите нема граници всушност во она што го посакуваме и така треба да биде, бидејќи никогаш не се знае што може понатака да се случи во однос на желбите, во однос на она што го сакаме и па и NBA не е толку далечна, нели? Не е далечно, кога имаш мисли насочени кон тоа, некако универзумот постани прави ние да се споиме со тоа. Никој можеби не веруваше дека ќе тренираме со NBA тренери. Дури и децата играчите кога стигнавме на Критони не веруваат дека се тие. И кога ги видов, кога ги запозна и кога видоа дека они се стварно многу окей, многу супер и скромни и со нив може да се разговара на секоја тема, тогаш увидоа дека навистина тренеру како стапи у контакт со нив и како го направи тоа. Така да ништо не е недостижно. Ништо не е недостижно, сепак тие се луѓе. Меѓутоа ние морам да кажам дека сме малце затворени и нас не знаат многу во Европа дека ние сме во однос на регионот, Ивица? Во регионот има ваков тип на тренери? Па многу малце се, Марија, многу малце. Јас соработувам со од Балканов со доста тренери, многу малце се што демонстрираат и многу малце што се прикажуваат. Како што кажав, камерата може да стои таму, ти да си правиш финти овде, меѓутоа нема да застанеш и да бидеш да стоиш позади, да се потпишеш позади секој, да речам, елемент дека тоа е така и дека го тврдиш. Јас можам да го говорам ова дека пред најдобрите тренери било кој во Европа или во светот дека тоа е така. Зашто? Затоа што обрнувам внимание на локомоторниот систем, на биомеханиката на тело и на изведување усогласеноста на телото со топката. Така да и кога читаш многу, кога се образуваш, кога сакаш да научиш, иако мислиш дека си најдобар, никогаш не треба да престанеш да учиш. Јас цело време учам и постојано прашувам, постојано гледам некои новини кои се и tekako битни и за мене и за сите играчи, а регионот, како што кажа ти, има тренери, меѓутоа многу малце се, како што кажав, да се представат пред камера дека јас сум тој. Јас бев и во Белград, бев и идам и во Бугарија, идам и во Грција, меѓутоа баш кога бев во Атина, прашував дали има некој во Атина некој тренер што навистина е skill development basketball тренер. И нема многу што се презентираат. Тоа го говорам. Ти го презентираш тоа, меѓутоа треба да бидеш отворен и на негативните коментари, а треба да бидеш, нели, да ги прифатиш и да ги акцептираш и позитивните коментари. На не секогу му одговараат негативни коментари и не може секој да се носи со тоа.
Меѓутоа ја имам искуство, како сега после NBA тренерите го NBA тренерот те викнал да работиш со него и да видиш. Не можеш, мислам другото него ни перцепирам дека постои како коментар. Него не обрнувам внимание, ме разбираш, така да. Апсолутно, и со право. Да, така да, знаеш како, многу е битно. Јас сум седел со луѓе што знаат да ти пренесат енергија и знаат да ти дадат самодоверба. И сега можам да ти кажам, Марија, ти можеш да бидеш на светските телевизии, така утре може да ти каже некој, абе не е така, ама јас ќе ти кажам можеш да бидеш, затоа што имаш квалитети и бенефити, мислам, способности и така натаму. Тоа е многу битно и да те потикнат луѓето што се околу тебе, пак ќе кажам окружувањето е и така важно. Поддршката од најблиските несомнено ја имаш и тоа е некако клучно, нели? Па да. Од секогаш ли тоа е мотивирало? Од секогаш ли си имал поддршка од најблиски? Многу интересна приказна кога почнав. Баш мајка ми се јави, јас бев во сала, 12:30 пополнак, бев во сала, викам што правиш? Викам работам. Што работиш? Викам тренирам вежби што треба да ги демонстрирам. И сега никако родители секако ти ја даваат најголемата поддршка, меѓутоа они не се во тој кошаркарски свет за да ти го објаснат тоа како треба. И на почеток ќе кажам дека ми беше доста да речам нерамен патот, бидејќи знаеш како почнуваш сам, излегуваш од комфорт зоната, идеш напред, меѓутоа треба да си многу ментално стабилен, многу треба да си јак психолошки, затоа што кај нас многу луѓе сакаат да бидат тоа што си ти сега и ако го препознаат во тебе, они почнуваат со негативен коментар затоа што тие не го направиле. Така да имаш и позитивни и негативни коментари. Па добро, таа завист и љубоморот секогаш е имало, мислам. Секогаш имало и ќе има и сакам да кажам дека немаше луѓе многу што може да ми помогнат. Да, они ми ја даваат најголемата поддршка и ден денес како родители. Мојот брат исто така ми е сега како асистент тренер, многу ми помага, многу сум благодарен. Александар Јаковлевски, го поздравувам. И сакам да кажам дека ово што го направив, ќе кажам со верба во себе и во Бога и сакав да го направам. Верувај дека многу се посветив. Дури некогаш на моменти си истрошен се чувствуваш, меѓутоа сакаш да го направиш и сакаш да оставиш некаков белек и печат на тоа што го работиш. Еве ден денес, колку што знам, јас има еден во Словенија што соработуваме, има неколку во Србија, меѓутоа пак ќе кажам девелопмент тренери што многу мал се демонстрираат и многу малку се презентираат како такви. Едно е да направиш тренинг, друго е да направиш skill development, развоен тренинг. И тоа го кажувам дека знаеш како барав луѓе да ми потврдат дека ова е добро на почеток. Не можев да најдам многу луѓе што знаат, моите велат. Па така, и кај нас е сосем ново нешто, нели? Сосема ново, да. Така и што... знаеш дека ние сме како народ не сме многу флексибилни на промена, меѓутоа после се приклучуваме на промената кога гледаме дека е ефективна. Позитивни резултати кога има. Апсолутно, да. И тоа беше само така да еве на почетокот некој период, не знам еве колку да кажам, меѓутоа на почетокот немав многу поддршка да речам, што некој знае да ми рече да ова тере го патот и така треба да биде. Сега веќе е сосема подруго, баш и моите родители беа многу возбудени и многу Па сигурно горди. Горди беа многу горди, да, тоа го кажа и на самиот настан затоа што сепак го направивме Марија на едно високо ниво и сакав да ги испочитувам. Да се испочитувам себе, начинот на работа, моите родители, сите родители и деца што ги тренирам, што доаѓаат, што ми ја даваат довербата 10 години, сите играчи, сите оние кои ме поддржуваат од сите аспекти и ете, испадна. И на крајот се испадна како што треба. Ги чекаме нели следните години, следните успеси нели на Јаковлевски про баскетбол, така официјално се нарекува школата за тренинг, ако може така да се каже. Так. Ивица, многу ти благодарам и успеси понатака. Благодарам Марија на поканата и се надевам се гледаме во наредна прилика. Секако Ивица, за убави поводи се гледам и во друга прилика. И почитувани гледачи, ете зборувавме малку за спорт. Ивица Јаковлевски е тренерот кој што воведе нов иновативен пристап во кошарката, бидејќи неговите тренинзи не се на ниво на целиот тим, туку буквално 1 на 1. А вие бидете заедно со нас и во продолжение имаме нови содржини токму за вас.